Се намалува бројката на хоспитализирани лица на двата оддела за ковид пациенти во Кумановската болница, информира директорката Снежана Захариева. Но она што е карактеристично за последниот бран е големиот број на хоспитализирани повозрасни пациенти кои што имаат повеќе коморбидитети и не се вакцинирани, посочува Захариева. Според неа, иако бројот на пациентите што се на болничко лекување се намалува, бројот на прегледите на инфективниот оддел на дневно ниво останува речиси ист, во просек околу 100 прегледи. Голем дел од пациентите, велат надлежните, доаѓаат само со позитивен ПСР тест, непрегледани и не се сите за хоспитализација. Дел од нив се за домашен третман. На инфективниот оддел имаме 17 пациенти, во модуларната болница имаме 18. За илустрација, значи минатата недела таму имавме 35 пациенти, прецепна недела, значи имаме поголем број на исписи отколку хоспитализации и да се надевам дека ќе продолжи тој тренд. Дневна болница има околу 25 пациенти, но пак ќе речам, значи бројката на дневно прегледани пациенти се движи од 80 до 110. Имавме и меѓу најмладите пациенти, морам да кажем дека и уште продолжува тој тренд, значи од прилика од пред еден месец почнавме и на детскиот оддел да добиваме пријави за пациенти дојдени да побарат лекарска помош заради фебрилни состојби, кашлица, болки во грло и слично. Им правиме брз тест, излегуваат добар дел од нив позитивни и тоа на најразлична возраст. Значи имаме и доенчиња, имаме и деца на предшколска возраст, но и школски деца. Оваа недела и минатата имаше прилично голем број на деца кои што беа директно нели упатувани во Козле. По претходно земена анамнеза дека сите членови на семејството имале и симптоми и добиле позитивен ПСР тест. Значи, тука бројката не паѓа. Напротив, но за среќа тие се во главном со благи симптоми, не се за хоспитализација, но она што е за хоспитализација се упатува во Козле. Иако голем дел од пациентите се заболени од омикрон сојот за кој се карактеристични поблаги симптоми, сепак има и пациенти кои што се лекуваат од делта сојот, кој е со потешки последици, особено ако станува збор за пациенти кои што имаат коморбидитети, посочуваат надлежните. А најголемиот дел од хоспитализирани беа пациенти со коморбидитети, и тоа најчесто диабетичари, пациенти со венски тромбози, со мозочни удари, со кардиоваскуларни заболувања и тие прават компликации, бидејќи вирусот знаеме, сега ќе знаеме дека не ги напаѓа само белите дробови, туку и повеќе органи и органски системи, влијае на хиперкоагулабилност на крвта, на ендокриниот систем, на многу органски системи, така да најпогодени беа тие повозрастни пациенти со коморбидитет. И особено ако во прашање беше делта сој. Омикронот на вистина со полесни симптоми, меѓутоа сепак пациентите бараат помош. Здравствените власти со препорака до граѓаните слободното време да го поминуваат на отворен простор, на чист воздух, а не во затворена просторија каде што омикрон варијантата прилично лесно и брзо се шири.